Саботни регионални вести. Општина Тетово започна со пробивање на улицата која ја бараа жителите на Дреновец. Градоначалничката денес изврши увид во работите. Нова улица треба да ги поврзе Дреновец и Стара Циглана преку регионалниот пат Тетово-Јажинце во правец кон касарната. Општина Тетово започна со уривање на објекти со цел да се трасира коловозна лента. По барање на граѓаните се бараше исто така отварање на овој дел на патот, нели се вика Стара Циглана. Со соработка значи на повеќе сектори на општина Тетово беше отворена трасата и во моментот значи се работи на работите значи за градење и регулирање на улицата. Се работи за 500 метра пат во должина, ширина од 6 метра, на двете страни има тротоар. Исто така значи е предвидено реализација на поврзување кај водоводната мрежа и исто така делот значи на јавно осветлување. Нормално требаше да се направи елиминација на неколку објекти кои фактички беа на патот и врз основа значи на процедурите, како што се знае, тие се процедури кои мора да се следат принципиелно и законски, кои одземаат малце време и откако ги довршивме сите тие процедури, сега можеме да работиме понатаму. Се користат општински извори на финансирање. Ние очекуваме да овој заврши брзо. Не го делувам буџетот колку, пошто ние ги земаме средствата од колективниот буџет што го имаме за интервентни работи, што е предвидено значи во буџетот на оваа година и така да имаме доволно средства да го довршиме како таков. Жителите на Дреновец пред извесен период протестираа пред општинската зграда поради нереализираните ветувања за пробивање на улицата. Гостиварската локална самоуправа спроведе акција за чистење на дивата депонија на патот кон Сушица, близу старата касарна. Општинските власти упатија апел до граѓаните за повисока еколошка свест. Околу 30 камиони со ѓубре беа собрани во денешната акција за чистење на дивата депонија на патот кон Сушица, во близина на старата касарна во Гостивар. Акцијата ја спроведе Гостиварската локална самоуправа со јавните предпријатија Комуналец и Паркинг и Зеленило. Општинската власт најави дека локацијата, која досега беше дива депонија и на која се фрлаше од комунален до градежен отпад, ќе се претвори во чисто место со зеленило. Значи се работа за мали, ситни депонии кои што се ствараат од граѓаните кои што живеат тука. Ние ги исчистуваме тој предел, тоа беше и впрочем наше ветување предизборно, затоа и сега тие депонии, ситни депонии ги претвараме во зеленило. Заедно со мене се директорите на двете јавни предпријатија во Гостивар и Комуналец и Паркови Зеленило. После 3-4 недели ќе видите овде комплетно оваа регија која што беше депонија ќе биде зеленило. Градоначалникот апелираше на повисока еколошка свест кај граѓаните за почиста и поздрава животна средина на подрачјето на општината. Сакал да апелирам и до граѓаните на Гостивар, не се сомневам во нив дека и тие сака да ја сочуваат нивната, да речам, средина, да, така да не ги фрламе ѓубрињата на секоја страна, туку има одредени места, стрикни места, кај што треба да ги фрлиме, така да се надевам дека ќе се придржат на ова и ќе имаме почиста животна средина за сите граѓани. Според најавите, деновиве ќе се спроведат повеќе вакви еколошки акции кои ќе почнат од селото Симница. Јавните површини во Тетово со многу отпадоци. Комуналците признаваат дека немаат доволно кадар да ја завршат соодветно работата. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи рече дека недостигот на работна сила во делот јавните предпријатија ќе се пополнува со прераспределба на работни места пред се од општинската администрација. Паркови обраснати со трева и трње, расфрлан смет, неизмиени улици и тротоари. Ваква е моменталната слика во Тетово на јавните површини. Тетовци велат дека хигиената е на многу ниско ниво, граѓаните се помалку совесни, а надлежните не ја одржуваат чистотата и зеленилото како што треба. Се е прљаво.
Не може да правиме тоа. Вие сами го видите каква е хигиената на нула. Све ѓубре, све растурено. Покрај контейнерите највише се бере. Од паркови и зеленило велат дека во рамки на нивните можности си ја вршат работата. За целиот град се грижат вкупно 8 работници, што е недоволно задржување на зеленилото, велат од ова јавно предпријатие. Недостиг на работна сила има во секторот комунална хигиена, каде особено за време на предизборниот период се ангажираат и сезонски работници за чистење на градот. За разлика од ова предпријатие, ЈП Паркинзи кој одржува само 2 затворени паркинзи и 3 улици каде е воведено зонско паркирање, има вработено 64 лица и општина Тетово е превработена. Дел од административците или ништо не работат или седат дома и земаат плата. Експертите велат дека градот мора да започне да размислува да го зголеми кадарот во дел од јавните предпријатија, со оглед на состојбата во која се наоѓа хигиената и зеленилото. Тоа може да се постигне со прераспределба на општинската администрација таму каде што има потреба, но постојат и други начини, вели универзитетскиот професор Хасан Јашари. Треба државата сериозно да се позабави со проблемот на вработувањето на луѓето кај што има потреба. Вклучувајќи ги и сезонските работници, вклучувајќи ги и луѓето кои седат, примат плата, а немат работа. Во западните земји токму во овој фонд на луѓе, на хуман капитал, се наоѓа начин тие да се организираат кај што има потреба, например, во одржувањето на човековата околина, парковите, зеленилата, заштитата на така природното и културното наследство и друго. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи потврди дека во дел од јавните предпријатија има недостиг на кадар. Истиот ќе се пополни пред се со лица кои сега се вработени во општинската администрација. Се повеќе ни требаат делот кои ни се услугите да го зајакнеме, размислуваме и за тоа. Зашо прераспределба нови вработувања? Прераспределба, пошто имаме огромна администрација. До сега од општина Тетово нема дадено конкретна бројка колку лица се вработени во општинската администрација. Во претходниот мандат, кога Арифи дојде на власт пред 5 години, рече дека општина Тетово е превработена со бројка од околу 500 лица. Во меѓувреме во локалната самоуправа за време на првиот и вториот мандат на Арифи, бројката на вработени во гломазната општинска администрација постојано расте. Повреден полициски службеник при активности за приведување на лице кое се барало за издржување затворска казна за сторено кривично дело убиство. Според информациите на МВР, вчера околу 21 часот и 45 минути на улица Страшо Пинџур во Тетово, од страна на полициски службеници на СВР Тетово, биле преземени мерки за приведување на 41 од Тетово, кој се бара за издржување затворска казна во времетрајање од 6 години и 5 месеци за сторено кривично дело убиство. Откако лицето било забележано на наведената улица како совозач во патничко моторно возило Volkswagen Passat од страна на полициски службеник, била издадена наредба да се сопре возилото, при што непознатиот возач со голема брзина тргнал кон полицискиот службеник и со предниот дел од возилото го удрил во пределот на десното колено. Пошто тетовецот извадил пиштол кој го вперил кон полицискиот службеник и истиот од службениот пиштол испукал еден проектил кон возилото. На полицискиот службеник му била укажана лекарска помош во клиничката болница Тетово. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот и пронаоѓање на лицата, велат од МВР. Во вторник на 3 јули се одбележува празникот посветен на Свети Наум Охридски чудотворец. Прослава ќе има во истоимениот манастирски комплекс на Попова шапка. По повод патрониот празник на манастирскиот храм Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка, во вторник на 3 јули, со почеток во 9 часот и 45 минути, ќе биде отслужена Света Божествена архиерејска литургија, чиноначалствувана од неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф. На светата литургија ќе пее и реномираниот женски младински хор Менада од Тетово.
По тој повод за сите верници кои ќе присуствуваат на ова патронско чествување, предвиден е бесплатен ручек и организиран автобуски превоз по цена од 100 денари во двата правци. Поаѓањето е закажано во 8 часот од пред Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово. Манастирското настојателство при манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка ги покануваат сите верници за што побројно, заедно и молитвено да се одбележи денот на големиот молитвеник и застапник пред Бога Свети Наум Охридски чудотворец. Во темата на неделата, Радио Слободна Европа на македонски јазик бара одговор на прашањето дали сегашните проблеми на Европската Унија ќе се одразат врз напорите на Македонија да стане нејзина членка. Добродојдовте во ова издание на темата на неделата. Овој пат во потрага по одговор на прашањето дали сегашните проблеми на Европската Унија ќе се одразат врз напорите на Македонија да стане нејзина членка. Во ова време на разнишани трансатлантски односи поради раскинатите трговски врски меѓу Европа и Америка, но и поради безбедносните тензии поврзани главно со Русија, се повеќе се поставува прашањето дали Европа е на пат да се подели. Некои експерти сметаат дека тоа само ќе придонесе за натамошно зацврстување на европското семејство. Јозеф Брамел, политички научник, експерт за трансатлантска политика и висок член на Германскиот совет за надворешни односи, смета дека Европа се распарчува, бидејќи како што вели се наоѓа под притисок од многу страни. Сепак според него токму ваквите повеќекратни закани би можело да им помогнат на европејците да се здружат. Откако Соединетите држави воведоа царини за увоз на европски челик и алуминиум, Европската Унија одговори со слични такви мерки врз американски производи. Брамел оценува дека трговскиот спор меѓу Европа и Соединетите држави покажува знаци на трговска војна. Таа, според него, се заканува да стави под прашалник работата на Светската трговска организација. Europe is in trouble, dire straits. We are having problems of our own and we are getting very much pressure, not only from Russia, but also from the former Western protectionist power, America. America is trying to divide and conquer, may have an easier job now because we are tearing apart Europe by our own means. Од друга страна, Брамел ја обвинува Русија за водење игри, додека Кина за тоа што, како што вели, не верува во либералниот свет. Biggest problem for Europeans is that many Europeans are still daydreaming. We still dream of a liberal internationalist world, while around us this world doesn't exist any longer. America is about to destroy this rule-based order. China doesn't believe it either, and Russia has been playing its own game anyway, so Europe has to wake up, and hopefully this external threat helps Europeans to get their act together. Затоа Брамел ги повикува европските лидери да преземат нешто во врска со се поголемите и побројни опасности кои доаѓаат од другите меѓународни фактори. The Union could be stronger. When you look at European history, it has always been crises that made Europe go forward, to go beyond our nationalistic egos. So maybe the pressure from outside will help Europe's identity to form and help Europeans to get their act together. Секако, како што додава, за тоа се неопходни храбри потези, главно во справувањето со популистичките сили во рамките на Европската Унија. Во овој контекст е изјавата на шефот на германската дипломатија Хајко Мас. Тој деновиве во Берлин, наведувајќи дека Европа мора да најде, како што рече, нов баланс во односите со другите меѓународни фактори, ги посочи и причините зошто. Donald Trumps egoistische Politik des America First, Russlands Angriffe auf Völkerrecht und Staatensouveränität und die Expansion des Giganten China. Die Weltordnung, die wir gekannt haben und an die wir uns gewöhnt haben und manchmal auch mit der wir es uns bequem gemacht haben, sie besteht nicht mehr. Alte Verlässlichkeiten zerbröseln in neue Krisen und jahrzehntelange Allianzen werden sozusagen im Twitter-Takt in Frage gestellt.
Директно не, но индиректно превирањата во и околу Европската Унија ќе имаат влијание и врз она што ја засега Македонија, но и другите земји кандидатки за членство во Унијата, сметаат експертите. Според нив, со самата преокупираност на Европската Унија со сегашните проблеми, на пример со мигрантите, се отргнува вниманието од процесот на проширување. По години тапкање во место на Македонија во европските интеграции, македонските лидери последниве месеци добиваат тапкање по рамо од европските колеги кои ги фалат за напредокот. Оптоварено со своите проблеми пред се поради спорот зимето со Грција, земјава сега може да го направи својот пробив во европскиот пат, но може да најди на пречки кои индиректно ќе влијаат на него. Според Зоран Нечев од Институтот за демократија, привирањата внатре во Европската Унија, како тие поради раскинатите трговски врски со Соединените Американски држави или пак несогласувањата за мигрантите, немаат директно влијание врз тоа што ја засега Македонија, процесот на проширување на Унијата. Но, додава тој, сепак сето тоа има индиректно влијание врз земјите кандидатки за зачленување. Преокупираноста на Европската Унија сега со внатрешни проблеми може и предпоставувам дека ќе има одредено влијание врз процесот на проширување. Оно што ние го кажуваме дека се работи за еден процес на заслуги. Земјите од регионот односно пред се Македонија го одработи своето и поради тоа треба да биде наградена. Тој смета и дека надвор од трговската војна меѓу САД и ЕУ и традиционално напрегнатите односи со Русија, сега на тест е германската влада, која се смета за мотор на Унијата и во однос на проширувањето. Темата поради која се нарушени односите меѓу коалиционите партнери во Берлин, вели Нечев, се мигрантите. И со една таква преокупација на важно прашање кое што не само што е од круцијално значење за самата Европска Унија, туку е од само круцијално значење за обстојување на владата на Меркел во Германија, го отргнува вниманието од политиката на проширување и она што треба да го добијат земјите од регионот, посебно пред се Албанија и Македонија, како почеток на преговорите со Европската Унија. Инаку од трговските превирања и мерки и контрамерки меѓу Соединените Американски држави и Европската Унија не се стравува само во политичките, туку и во бизнис круговите во Македонија. Процените на Стопанската комора се дека македонските производители на челики и челични производи се под сериозна закана. Тоа пак е индустрија која има големо учество во бруто домашниот производ, што би влијаело и врз македонската економија. Нашиот Facebook и нашата интернет страница се отворени за вашите коментари во врска со тоа дали проблемите на Европската Унија би можело посериозно да се одразат врз земјите кои сакаат да и се придружат. Довидување. Денес имавме променливо облачно и потопло време со долги сончеви периоди. Попладне со услови за локален пороен дожд и грмежи. Дуваше умерен северозападен ветер. Утринските температури се движе од 12 до 18, а дневните од 19 до 25 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност. Попладне ќе има изолирана појава на краткотраен дожд со грмежи. Ќе дува умерен северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 12 до 18, а дневните од 20 до 27 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8. Ова беа содржините кои што ги подготвивме за ова издание на регионалните вести. Пријатно!